Судскиот процес за тепачката на поранешниот секретар на сега згаснатото бугарско здружение Цар Борис III, Христијан Пендиков, повтор пат почна одново. Овој пат, бидејќи од одржувањето на последното рочиште поминал законскиот рок од 90 дена. Двајцата обвинети Илија Спасевски и Борче Ангелов, кои се теретат за исто кривично дело нанесување на тешка телесна повреда од одмазда поради етничка и национална припадност, кажаа дека не се чувствуваат виновни. Мојот син не е воспитан да искажува омраза кон нити една националност, дотолку повеќе што во 2009 како 11 годишно момче ми помагаше во спасување на бугарските туристи кога потона бродот иден ден, зашто јас добив орден за заслуги од бугарскиот конзулат во Битола, сведочеше таткото на Илија. Одбраната бара од судот јавно како доказ да се презентира видеоснимката од гостувањето на Пендиков на бугарската национална телевизија. Деталите за тепачката кои ги изнел на телевизија не кореспондирале со она што го кажал пред органите на прогонот. Па видите малку утрпеливи, па ќе видите што е. Не можам да кажам, ќе видите, значи кога ако дозволи судот да се репродуцира таа снимка, ќе видите што изјавува за тој настан, а што изјавува после неговото гледање на видео снимката што ја предложи обвинителката. Кажувањата, гостувањата, излегувањата пред медиуми е нешто кое што не е релевантно и кое што, да бидем искрени, новинарите знаат често да го прават заради популарност, заради гледање на нивните медиуми и така натаму и така натаму. Повторно ќе кажам. Ма тоа си е негова работа, ми разбирате, може би сакал да има 5 минути слава, не знам. Јас го немам гледано тоа интервју, и ден денес. Следното рочиште е закажано за 4 декември. Дотогаш Пендиков глава не дигал од книга. Желен за дипломатија, студирал меѓународни односи и човекови права, а повремено доаѓал во Охрид да ги посети своите.